Формирањето техничка влада нема да ја закочи исплатата на субвенциите за земјоделците, ниту пак да ги стопира предвидените активности во рамките на годишните програми. Вака истакна министерот за земјоделство Трајан Димковски на денешната пресконференција по стравувањето на земјоделците дека за време на техничката влада можни се закочување на исплата на субвенциите, како за тутун, така и за одгледување градинарски култури и исплата на субвенции за предадено млеко. Димковски подлече дека и во иднина ќе се продолжи со навремена и неселективна исплата на субвенциите. Формирањето на техничка влада нема да го закочи спроведувањето на мерките кои што се планирани со тековните годишни програми. Тоа значи дека согласно планот и во следниот период Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделство и руралниот развој ќе продолжи со навремена и неселективна исплата на субвенциите од програмата за финансиска поддршка за земјоделство и рурален развој за 2019 година. Исплатите на субвенциите продолжуваат според календарот за исплатите. Нема поништување на објавените јавни повици за давање на државно земјоделско земјиште под закуп. Во тек се вкупно 4 јавни повици за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост, во кои што рокот за поднесување на потребната документација е до 22 овој месец. Димковски истакна дека и во ова 2020 ќе продолжи реализацијата на инвестициите во водостопанската инфраструктура и изградбата на брани и современи системи за наводнување, како што е браната Коњско кај Гевгелија, системите за наводнување на јужна долина на реката Вардар во Валандовско втора фаза. Овие инвестиции ќе овозможат наводнување на нови над 28.000 хектари земјоделска обработлива површина. Нагласи дека започнатите процеси за реформи во секторот ќе продолжат и ова година, затоа што земјоделството е стратешка гранка, а владата со своите политики покажала што значи вистинска грижа за земјоделците и развој на земјоделството.